која е тука, каде се сме ние. Луѓето купувале предплата за Вардар од времето дека Тито уште живее. Значи Вардар имаше 10.000 гледачи со Борац, Бања Лука, со Слобода Тузла, со Челик Зеница, со Осијек Осијек, кој ќе дојше Олимпија Лјубљана пагаше на 70.000 или Бор. Своевремено ако влезе во прва лига па има со Вардар ќе го истепа Вардар 3:0, имаше 5.000 гледачи. Кога доаѓаат Звезда Партизан, тоа беше џунгла. Џунгла, че не можеш да влезеш, не можеш да дојдеш до стадион. Јас сум дојдел. Од тој аспект, значи може да се случи фудбалски клуб да дојде во криза. Доаѓал и сплитски Хајдук, кога сакаа да го продадат на американците, го запали американското знаме во Сплит и го спасија Хајдук. Доаѓал Динамо Загреб во финансиска криза. Го купи покојниот Мирослав Блажевич, кога престанаа луѓето да доаѓаат, го вратија назад на управување на други луѓе. Не знам кој го зема, дали Мани Шторош, го спаси и Динамо. Еве не, од Сплитски Хајдук и неговото неуспешно продавање на некој си американски инвеститор, кога навивачите на популарната Торцида го запалија американското знаме среде ривата во Сплит и не дозволија Хајдук да биде продаден на американците, се враќаме на нашиот Вардар, на она што го видовте на екранот, на една од нашите претходни емисии кога ја експлоатиравме темата за Вардар, историјата на Вардар, љубовта кон Вардар и зошто Вардар не може да биде иска како другите. Она што Андон Дончевски, нашиот селектор, прв селектор на македонската фудбалска репрезентација, најефикасен фудбалер во историјата на Вардар, име и презиме Андон Дончевски, ако кажеше доволно, рече не може Вардар да биде исто со другите. Вардар не е исто со другите. Еве еден мал доказ од архивата на нашите пријатели, роднини и така натаму, зошто Вардар не може да биде како другите исто. Зошто ова доаѓа како шлагворд на сето она што Вардар сега го прави, што го прават неговите навивачи, што го направи Вардаровото дете Стефан Ристовски, кој во пресрет на гостувањето на Вардар во Охрид на дербито против Воска им обезбеди карантин на фудбалерите и стручниот штаб. Ја гледате оваа легитимација, историска легитимација, која датира од минатиот век, да не речам 30-35 години наназад, и релевантно и 50 нека е, која покажува кој бил Вардар. Зошто Вардар е клуб кој го сака, зошто Вардар не може да биде исто другите. Зошто со секоја чест, респект и почит кон резултатите на фудбалскиот клуб Воска, на фудбалскиот клуб Гостивар, не знам, на фудбалскиот клуб Струга, кој води во првата лига, сето тоа е за почит, тие резултати не може да се негираат. Меѓутоа, Вардар е клуб со традиција, со историја, со корени, со сето она што јас сум го кажал во емисијата. Значи имаме членска книжка на Вардар, каде што стои име и презиме заверена, која е втора во историјата на оваа членска книжка. Значи претходно некаде датира крајот на 80-тите години, каде што може да видите се плаќала уредна чланарина. Значи ова се пари кои се плаќале, кои се заверували, кои легнувале на жиросметката на Вардар. И со оваа пропусница, еве можете да прочитате, овде ги пишуваат правилата, си доаѓаш на фудбалски надпревар на Вардар и си седнуваш на јужна трибина, на старата јужна трибина, ред, седиште, блок. Те чека, ако не дојдеш на тој надпревар ќе стои празно и си го гледаш својот Вардар. Тоа е тоа што јас го кажав дека Вардар имал претплатни билети, да речеме 3-4 000, 5 000 тоа време. Сега со точна бројка не можеме да оперираме. И секогаш на најмалите надпревари, кога играл со противници како што ги споменувам, Слобода од Тузла, Челик од Зеница,
не знам, Олимпија од Луѓана, да не ги подценуваме, па и овие Искра Бугојна на време беше прволигаш, Бор од Бор. Тогаш имало по 5, 6 до 10 илјади. Кога играл со Динамо, со Хајдук, со Црвена звезда, со Партизан, тогаш на градскиот стадион со овие претплатни карти, ова е богатство на Вардар. Ова е историја, ова е непроценливо богатство. Ова покажува кој е Вардар. И зошто Андон Дончевски е во право кога вели не може Вардар да биде исто сите други. Ете, ајде, во продолжение малце ќе го експлоатираме ова во детали пред неделното дерби против Воска во Охрид, каде што Вардар докажува дека е бесмртен и дека е голем. Приказнава со ова членска карта на Вардар, извадена од голема љубов, која има и семено потекло. Значи, збор да објасниме, зборуваме за 3-4 генерации наназад Вардарови навивачи од една иста фамилија на познатиот Чичко Боро, дедо Боро Темелков, на време во личен пријател на славниот Петре Парличко, каде што меѓу другото и меѓу актерството се зборувало и за фудбал. Тоа е на семена традиција, на семена куќа лоцирана многу блиску до градскиот стадион, кој од памти век бил на истата локација, и каде што целото семејство, целата фамилија се собирале во недела на семеен ручек. Меѓутоа, ручекот се одвил после на преварот на Вардар, каде што со вакви членски книшки одело целото семејство на Вардар. Имаме само една мала дилема дека со овие членски листи се влегувало и на тогашниот Запад. Меѓутоа, тоа нека остане како мала дилема. Значи, членските книшки на Вардар важеле и за популарниот Запад, важеле за славните комити, кои што од тогаш имале своја образ спрема Вардар да ја плаќаа чланарината, од која клубот остварувал известни финансиски средства и се поддржувал. Тоа е истовремено една добра идеја. Сите овие членски книшки да се вратат и сега во оваа ситуација на Вардар и повторно Вардар, нашиот Вардар, македонскиот Вардар да се помогне на тој начин. Зборувајќи на оваа тема, навраќајќи се наназад со сите овие емоции, кога е во прашање неделното гостување на Вардар против Воска, неминовно повторно се отвора прашањето дека Вардар е бесмртен, дека Вардар има една стража, една мртва стража олицетворена во комитите која пред неколку дена застанаа цврсто како гард пред клубот, чувајќи ја неговата традиција и не дозволувајќи понатаму, ајде ако не ништо повеќе клубот да трупа и нови долгови, да кажам, да се застане на тоа рамниште, па евентуално сите овие кои се заинтересирани за Вардар, еве, оние кои ме познаваат знаат дека ретко сум се служил со новинарски шпекулации и во оваа прилика ќе кажам дека има заинтересирани за Вардар. Колку е сето тоа сериозно не би можел да кажам, меѓутоа дека Вардар е интересен клуб, дека Вардар не е, не знам, фудбалски клуб Воска, фудбалски клуб Гостивар или не знам, Кит Гол Пехчева, ете, мој пријател го држеше да не ги навредувам, или Локомотива од Градско. Вардар е нешто друго. Вардар е доли посилен и од Штипска Брегалница. Да не речем и од Прилепска Победа и од Битолски Пелистар. Во таа насока Вардар ќе ја бие својата битка со навивачите, нормално и со нас како продукција Скок, новинарска подкрепа на неделниот надпревар против Воска, каде што најверојатно нема да биде дозволено присуство на публика. Тоа се последните информации кои ги имаме и ќе настојува да избори добар резултат. Лично верувам дека тоа може да се оствари со секоја чест и респект кон фудбалските квалитети на Восква. Меѓутоа, приказката за Вардар продолжува. Приказката за Вардар не застанува со резултатот кој ќе биде постигнат во Охрид, без оглед како тоа ќе заврши. Ете, тоа е фудбал, никогаш не се знае, може да погодите и 3 дирици, 2 греди и сепак да не постигнете гол. Вардар беше подобар од Гостивар, не успеа да го победи. Сите велат дека Воска е подобар од Вардар. Лично секогаш сум давал свој коментар и своје видување кој е подобар, кој не е подобар ако сум ги гледал. Во конкретниот случај не можам тоа да го кажам. Значи, одиме понатаму со Вардаровата приказна, одиме понатаму со ова
со ова вековна историја на Вардар, одиме и понатаму со името на Вардар, одиме и се бориме да Вардар обстои, да преживее и да остане на фудбалската светска географска карта како клуб запишан со вековна традиција. Вардар игра со Воска во недела, тука нешто почнува, но не завршува. Мислам дека Вардар ќе победи во Охрид, а целата приказна за Вардар и за неговото обстојување продолжува и понатаму со живиот штит, со таа мртва стража на комитите.